Почитуван колега Костовски, вие сте еден од малкумината колеги од мнозинството кои се осмелија да дискутираат по оваа точка за избор на член на влада и да поднесе реплики, односно критики од нас, од опозицијата. Но впрочем, вие сте и еден од малкумината кои веруваат дека оваа влада има капацитет да ни ја води државата. До неодамна за неуспехот и неспособноста на влада ви беше пандемијата. Но ако за момент ја оставиме пандемијата и кризата која што сега не зафати, да се вратиме наназад, зар мислите дека пред тоа владата предводена од СДСМ успешно раководеше со државата? Ниту јас, ниту најголем дел од граѓаните мислат така, зашто очигледно и дека на дело нема ништо. Откако дојдовте на власт, од инвестиции имате само промена на имиња на институции и ставање на информативни табли на споменици. А за странски инвестиции државата и да не зборуваме. Уште втората година откако дојдовте на власт, се докажавте со тоа што странските инвестиции се намалија дури за 38% во однос на оние кои ги имавме кога на власт беше ВМРО-ДПМНЕ. И бидејќи многу милувате да зборувате за вашиот најголем кошмар ВМРО-ДПМНЕ, со тоа го почнавте и вашиот говор, и да се навраќате на минатото, ќе ви направам една куса споредба. Во минатото, кога ВМРО-ДПМНЕ беше на власт, имавме одговорност пред граѓаните, а тие имаа пристоен живот. А сега немаат ни за основни животни намирници. Кога ВМРО-ДПМНЕ беше на власт, имавме раст на БДП од 4,2 милиарди евра, а сега 1,7 милиарди евра. Во времето на ВМРО-ДПМНЕ во просек годишно задолжување околу 290 милиони евра, а сега секој нов ден ново задолжување или во бројки во просек годишно околу 600 милиони евра, дупло повеќе. Во минатото се градеа патишта, се инвестираше во инфраструктурни објекти, се отвараа и нови фабрики, со тоа и нови работни места. Па така во приватниот сектор имавме повеќе од 180.000 вработувања, а денес 7.000 затворени фирми. Со тоа нормално и пат на вработеноста, а за нови вработувања и да не зборуваме. Во минатото имавме работа, труд и посветеност, а денес само лаги, криминал и неработници во оваа влада.